Премиерот Мицкоски не го открива својот фаворит за гувернер на Народната банка, но поддршка од ВМРО ДПМН ќе добие кандидатот чиј приоритет ќе биде бранењето на фиксниот курс на денарот. Не е битно кој е мој фаворит лично. Она кое што можам да го кажам како председател на владата е дека сите кандидати кои што се разгледуваат се вонсериски, искусни и кандидати кои што убеден сум дека ќе одржат макроекономската стабилност на Македонија. Мицкоски е уверен дека ќе се испочитуваат роковите и веќе на 20 мај ќе биде изгласан новиот гувернер на Народната банка. До крајот на неделава, според најавите од премиерот, ќе има договор, а името на новиот гувернер ќе биде познато в понеделник. Веќе имавме разговори со председателката во понеделникот на оваа тема. Тие разговори очекувам да ги продолжиме. До крајот на неделата ќе биде јасна позицијата. Очекувам во понеделник да биде информирано собранието. На 20 има седница. Разговарав и со председателот на собранието за дополнување на дневниот ред на 20, така што рокот ќе биде испочитуван. Мандатот на Ангеловска Бежовска завршува на 21 мај. Во игра за нов гувернер се поранешните министри за финансии Зоран Ставревски и Трајко Славевски. Но во игра и Ангеловска Бежовска да добие уште еден мандат. Сите тројца имаат богата економска биографија. Ставревски кариерата ја почнал токму во Народната банка, а има искуство и во Светска банка, но и како министр за финансии и вице-гувернер за економски прашања. Трајко Славевски е професор на економскиот факултет. Освен ангажманите во Советот на град Скопје и министр за финансии, бил и советник, а потоа и министр за развој. Ангеловска Бежовска пак кариерата ја почнала во Министерството за финансии, каде поминала 8 години на неколку високи позиции. Од 2004 до денес е во Народната банка, но поминала и 2 години во ММФ во Вашингтон. Мандатот на гувернерот трае 7 години и има право на уште еден реизбор. Доколку не се избере нов гувернер во собранието, за што требаат 61 глас, функцијата продолжува да ја врши актуелниот, се додека не се назначи неговиот наследник. Даниел Василев, Сител телевизија.